Црвената верверица. Еднаш меѓу жителите на племето Кашинауа завладеел страшен глад и тие никако не можеле да дојдат до храна. Кога видоа дека веќе нема живот, мажите решија да појдат да бараат храна. Во селото ги оставија жените и децата кои јадеа само земја измешана со вода. Еднаш една од жените отиде кај реката по вода и таму здогледа една црвена верверица како скока на едно дрво. Кога го здогледа необичното животно, жената се исплачи и почна да вика: црвена верверице, бегај одовде! Потоа таа трчајќи се врати во селото. Кога веќе стигнаа дома и само што почна да меша земја и вода за да не умрат децата од глад, забележа дека и приоѓа еден убав младич. Тоа го забележи една друга жена која рече: донеси ја ни шалката, нека седне малку момчево, нека поседи малку со нас. Младичот влезе во колибата и седна, а жената веднаш го праша: од каде си? Јас сум црвената верверица, магесал сум и еве дојдов кај вас, одговори младичот. Но ние немаме ништо за да те послужиме, возивна жената. Еве јадеме само земјена каша. Немаме никакви плодови, од пченката не остана ништо, а нема ни оки. На магепсаниот младич му падна многу жал за жените и децата што јадеа само земја. Тој им рече: јас со моите магии ќе направам да имате плодови. Се исплашија жените и сакаа да му се спротистават, но тој со рака им даде знак да молчат и продолжи: потивко, не чудете се, татко ми Тупа може се да стори. Донесете ми една сува корка од банана, една лушпа од царевка и лушпа од маниока, а потоа легнете во своите нишалки и скрите си ги лицата. За кратко време пред младичот имаше еден куп лушпи, а жените исполегнаа на нишалките. Младичот дувна во лушпите и тие за миг се претворија во пченка, банани и маниоки. Кога младичот ги викна жените, тие многу се израдуваа на големо чудо. Убаво се најадоа и ја изфрлија целата земјана каша. Црвената верверица исчезна. И оттогаш индијанците Капинауа ја почитуваат верверицата како покровител на нивните посеви.